Медиумите се сведоци дека под притисок на јавното обвинителство, и тоа ова специјално јавно обвинителство, судот закажува рочишта и го повикува обвинетиот Ѓоко Поповски во време кога истиот се наоѓа на отворено боледување, за што повеќе пати досега на сите рочишта се прилага документација. И не само тоа што е тој на отворено боледување, туку се наоѓа и под медикаментозна терапија од два типа на диагнози, која медикаментозна терапија се базира на наркотици, на лекови кои што делуваат против болки и делуваат околу подобрување на неговата депресивна состојба. Специјалното јавно обвинителство упорно инсистира на ваков човек да му се суди и да започне судењето, а пак судот, наместо да даде еден примерен период во кој што обвинетиот ќе се рехабилитира, ќе оздрави и ќе се оспособи да присуствува и да учествува на главната расправа, судот до сега, а и сега, го насрочува предметот на многу кратки периоди кои не му овозможуваат на обвинетиот да ја подобри својата здравствена состојба. Сведоци сте вие медиумите дека ние категорички се бориме и реагираме како одбрана против тоа, меѓутоа резултатите еве ги гледате какви се, односно дека повеќе пати досега се насрочува, а и денес се насрочи за 1 декември, значи за релативно краток период. Кога се причина да се појави господинот Поповски денеска? Дали може би изјавата на обвинителката Фетај дека ќе го гони до смрт? А секако дека човекот има длабоки психолошки причини, што и покрај тоа што е на отворено боледување, и покрај тоа што е под ваква силна медикаментозна терапија, се појави денеска. За жал, огромно учество во тоа имаат и медиумите, кои што целиот овој период просто еден силен притисок со изјаснување и известување само на оние околности што ги посочува специјалното обвинителство, се влијае на јавноста. Човекот е социјален човек, живее во определена социјална средина, има семејство и тој психолошки притисок, на постојан притисок на јавноста не може да го издржи, и поради тоа и во ваква состојба во која вие денес го видовте во каква е, тој беше принуден да се јави и да покаже дека не му е намерата никаква да одбегнува, туку едноставно дека здравствената состојба не му дозволува да присуствува и учествува на расправа.